Само за не, за Санта Аргирова. Апсолутно не мислам, само за тие двајца кажам. Само за тие двајца што биле мои колеги. Значи апсолутно сметам дека одредени луѓе ја злоупотребиле својата новинарска професија за да дојдат на тие позиции. Ти ги спомни имињата, значи јас тука не кажам, меѓутоа. Јас стојам позади тоа дека ги спомнав и да, треба да се спомне. Да, точно. Значи еве тука сакам да кажам, сега ти си млад политичар. Значи никого не черечам, да не се разбереме Не, апсолутно имаш право. Јас тука поддржувам тоа. Само треба да ги погледнеме на овие личности, текстовите што ги пишувале додека да се смени власта. Добро. Една од овие личности не е ни факултетски образована, а е советник на премиерот. Значи, и тоа не е некој голем момент, елемент кој што ние треба тука да го истакнуваме. Суштината е што има двојни аршини. Ако тоа нешто се применувало за претходната власт, ако сите ние сме биле черечени, Филип не бил соодветно образован за да биде генерален конзул, тогаш дај да видиме и од оваа страна власта, меѓутоа сега во пакет и новинарите кои што преминаа заедно со власта, кои што значи биле сателити, трабанти, како сакаш да ги наречеме, гласноговорници, и токму сега се враќам на почетокот кога реков дека власта не е во новинарите, влијанието не е во нив, тие се само извршители. Делот на луѓето кои што ги спомнуваме, тоа секако не станува збор за тебе и секако дека не можем да генерализирам. Меѓутоа, каде е Старт, каде е Зум, зошто некои други делници и дневни вестници имаат тираж по 100, по 200 денеска? Затоа што не смеат да пишуваат против власта, затоа што беа подигнати од тие центри на моќ за да рушат една влада, односно да креират мислење. И тоа е болката која што сакам јавно да ја поделам. И секако дека ништо дова не е упатено на тебе, верувам. Не, добро, окей, разбирам, него сакав да кажам дека ти си млад политичар и на времето знам дека беше нели на медиумски беше присутен медиумски во вестниците, во телевизиите. Јас една пресконференција одржав, значи како новинар со мои колеги, од моите колеги исто така бев нападната, значи кога човек едноставно решил да се занимава со политика, решил да излезе во јавност, дали како новинар, значи е веќе медиумски експониран и не може тука да се, значи не може да се заштитиш, нити па јас можам да се лутам кој како ги перцепирал, значи ме нападнале и окей, јас го издржувам, медиумски експонирана сум и значи тоа го прифаќам. Сакам да кажам дека тука Весна отвори темата за новинарство и така почна емисијата. Значи дали колку се корумпирани, односно колку, а не дали. Сакам да кажам дека се врза сега, јас не би се согласила со тоа дека се новинарите. Има одредени што се уредници, што е многу страшно, што сметам дека треба да го креираат нели јавното мислење. Може да се каже, значи, дека постојат основани сомневања, не можам да обвинам никого за корупција, меѓутоа дека постојат. Ти си политичар, да речеме. Дали политичарите, значи тука се работи за дали ти одговорно или неодговорно си работиш професијата. Значи јас сум одлучила да бидам новинар. И не сакам да злоупотребувам сега новинарската позиција за да си истекнам некоја имотна корист за мене, туку сакам да ги информирам граѓаните. Тоа мене ме води. Значи додека тоа така јас не ја злоупотребувам. Затоа ќе те затворат. Не ја злоупотребувам позицијата.